Rodeni ste во Македонија, каде дипломирате, сега живеете во Белград. Што донесовте како културно наследство од својата татковина и продолжувате да го приближите до публиката у Србија? Точно, јас сум роден баш во срцето на Македонија, во Македонски Брод. Тоа е едно толку убаво градче, каде што сите сакат што побрзо да се заминат од градот, а после сите плачат да се вратат или им не достига нивното родно место. Тоа е Македонски Брод. Јас имав многу убаво, одлично детство. Летно време по цел ден се капевме во реката, треска, а кога ќе огладневме секојаш одевме, печевме пченки, јадевме сливи, јаболка, а изморени се враќавме со магариња. Тоа беше поинако детство од денешното детство. Така да носам многу убави спомени од мојот роден крај и искрено многу ми недостига, а исто така мојот роден крај Македонски Брод многу влијаеше на мојата инспирација подоцна во моите скулптури. Колку Македонија е инспиративна? Знаете како, Македонија е многу инспиративна, меѓутоа нема голема традиција на скулптурата. Јас сакав преку мојата скулптура да ја представам Македонија преку митологијата, македонскиот фолклор, приказките од моите баби, обичаите во Македонија, поезијата, така да скоро цела моја поголем дел моите скулптури се еден вид како тридимензионално обликување на сите тие приказки од Македонија, преводени и направени во скулптура. Така да Македонија е доста инспиративна за мене. Дали новата средина ви овозможи напредок? Пред да се доселам во Белград, ние гледавме дома нон-стоп некои југословенски филмови. Белград беше како представа за некој филм. Меѓутоа, доживеав јас да се доселам во Белград и живеам некој филм, ама вистински филм. Така да Белград беше добра прилика за мене, затоа што е баш уметник, мислам град за уметник, каде што уметникот, ако сака, може доста да научи, значи преку дружења, преку колеги, ателјеа, изложби, музеи, е доста инспиративен и доста пружа големи прилики за секој уметник. Јас се пронајдов во Белград и искрено задоволство ми и често живеам во Белград и еден вид ја презентирам македонската култура и уметност преку мојата скулптура. Што публиката може да открие во вашите скулптури? Во моите скулптури воглавном јас се задржувам на фигурацијата, значи преку одредена фигурација, како што објаснив, прикажувам една тридимензионална представа на одредени мои доживувања од детството, од Македонија, од денешните моменти преку мојата фамилија и секоја моја скулптура представува еден вид символика, алегорија, преку која сакам да пратам одредена порака и да доближам до гледачот. Кои материјали користите? Како материјали во скулптурата користам доста, пред се бронза, камен, мермер, а најмногу сега, ако ме прашате што би сакал да работам, би сакал баш да се вратам во тој Македонски Брод во Македонија и како мало дете да се кашкам со калта, со глината, со камења, да правам скулптури и големи објекти во тие убави пейсажи, баш преку мојата фантазија да градам големи објекти од гранки, од дрва и на тој начин би правил еден ленд арт или земја арт, кој многу ме врзува за своите корени, својата традиција. Ми не достига таа слобода, тој отворен простор. Знаете, Белград имам ателје, работам во ателјето, меѓутоа друг тип на скулптура. Би сакал да почнам нов тип на скулптура баш на тој отворен простор. Каде се публиката може да види вашите скулптури? Баш синоќа размислував каде све имам скулптури, значи имам скоро на секој континент во светот, али најмногу скулптури имам во Македонски Брод, значи најголем број на мои скулптури се наоѓаат во мојот двор, во мојата куќа, а моја желба е да имам свој ателје, легат каде што ми биле сите мои скулптури, за да може, ете како еден вид на културно наследство да го оставам на Македонија, на Македонски Брод, и да има многу убав амбиент, секојаш кога има во фамилијата, со мојата фамилија да можам да уживам во тој амбиент со моите скулптури. Имате ли во план изложба наскоро овде или во Македонија? После пандемијата со коронавирусот се покажа многу најави за голем број на изложби. Веќе имам закажано 2 изложби во Белград, неколку изложби сакам да направам во македонската диаспора, значи во Франција, во Америка, а и најмногу сакам да направам во Македонија, затоа што голем период, можеби 20 години, сам представено со моја самостојна изложба во Скопје, така да еден од плановите е изложба во Македонија, во Скопје.
Da li pandemijata имаше утицај во вашето творештво? Да, знаете како пандемијата на еден начин мене како обичен човек и како уметник малку ме исцрпи и физички и ментално. Меѓутоа, во тој тежок период, кога беше лошо за целиот свет, за целиот хуманизам, јас анализирајќи направив неколку скулптури кои можеби се една од најдобрите скулптури. И тоа е покажано во историјата на уметноста. Најголемите уметници ги направиле своите ремек дела баш за такви кризи, кога се војни, пандемии и така натаму. Например, Мештровиќ ги има најдобрите скулптури за време на Првата и Втората светска војна, Микеланџело за големите кризи. Така да кризата колку што делува и негативно на човекот и на уметникот, дава и одредена инспирација каде што човекот преку некоја дисталација прави на своите чувства и својата фантазија. Колку семејството ви е поддршка? Семејството ми е голема поддршка и мислам дека фамилијата треба да биде голема поддршка за секој уметник. Додека живе во Македонија, голема поддршка има од мојот татко, мајка ми, од моите сестри и брат. Најмногу ми помагаше татко ми, а најмногу кукаше мајка ми затоа што викаше цело време синко се мачи затоа што скулптурата е многу тешка. Што ќе правиш со овие скулптури? Али тоа е, знаете, како еден мотив кој ве тера дека треба да покажете дека со скулптурите нешто ќе постигнете во животот. И ја постигнав доста и мислам дека мајка ми сега е горда на сето тоа. А денески исто имам голема поддршка од мојата сопруга, Ребека и черката Лена, затоа што сопругата ми е еден вид како менаџер и техничка поддршка и мецена, а черката е една од главните инспирации. Манифестацијата Денови на македонската култура овозможи на македонците, но и на другите заинтересирани да уживаат во културни содржини. Колку е според вашето мислење важно да се организираат такви манифестации? Ова година беше 10-та јубилеар на Денови на македонска култура во Македонија. Ние работиме во принципот во Белград на таа манифестација не што треба да ти даде твојата држава, туку што можеш ти да направиш за својата држава. Така да ние работиме со еден љубов, патриотизам, волонтеризам, се со цел да направиме едно културно представување на Македонија, меѓутоа и да ги поврзиме тие мостови, тие врски помеѓу Македонија и Србија. И мислам дека ние бевме единствени во светот што после пандемијата почнавме со културни настани како македонци во диаспората и баш се радувам што таа традиција продолжува и ќе продолжи секако во иднина. Што советувате на младите уметници? Би сакал да им кажам на младите уметници дека за да постигнат одредена цел и да постигнат твојата цел како уметник и да остават некој белег на